Така што на таков еден страничен начин помагаме барем кај помалите бизнеси. Го кинувате данокот на штедење, го одлагате. Кога бевте опозиционер, го критикувавте донесувањето на данокот за притргување со хартија од вредност. Зошто сега не го укинете тој? Не го. И пазарот на хартија од вредност исто со тешката индустрија први ги почувствува ефектите од глобалната криза. Тој данок го укинавме кога ја бев министар. Да. За финанси. Потоа го врати. Потоа тогашната власт го врати. Така. Дали ќе го кинеме или не, сега не можам да одговорам, но не е исклучена и таа варијанта. Тоа не е сега главната причина за берзата, за проблемите на берзата. Значи, не ја игра тоа главната улога. Во овој момент тоа е едно од најмаргиналните прашања. Затоа и не е дошло на дневен ред такво прашање. Синдикатот најавува радикализација на протестите во образованието. Од понеделник градинките најавува дека нема да држат настава, да ги примаат децата и целодневната настава нема да функционира. Знаете што? Ќе дозволите ли учениците да го загубат цело полугодие поради несогласувањето меѓу владата и синдикатот? Знаете што? Значи се работи за ситуација кога владата е прва влада во историјата на Македонија, што без да има притисок од синдикатите донела одлука 3 години поред, секоја година платите ги качува за 10%. Ги качихме во 2007 година, ги качихме сега во 2008 година, резервирахме пари во буџетот да ги качиме од 1 септември 2009 година. Вкупното покачување со по други основни покачување на крајот на следната година ќе биде околу 45%-46%. Така што се работи за еден вид на сериозен прогрес. Јас сум свесен дека платите во администрацијата или во кај наставниците, професорите не се доволно високи. Меѓутоа, имаме еден сериозен прогрес на зголемување на тие плати, кој што не може да биде така толку брз колку што сите ние посакуваме. Јас би сакал дупло од ова да ги качиме, ако може ли толку. Меѓутоа, прашањето е на можностите. Значи, ние сме прва влада што се сети дека тоа треба да се прави, без некој да ја притиска, без некој да го бара тоа, самостојно излезе со програма пред изборите и ја реализира таа програма. Како ќе го решите актуелниот проблем? Плюс да ви кажам, тие дополнително, иако тоа го немавме ветено, побара тие 900 денари да ги покачиме на хранарина и превоз од 2300 на 3200. Ние се согласивме и тоа да го прифатиме, но од 1 јануари 2010 година. И јас се надевам дека синдикатот ќе најде разбирање, дека наставниците, професорите, учителите исто така ќе најдат на разбирање, затоа што ова влада е влада која што најмногу инвестиции дава во образованието споредено со било која друга влада преходно. Тоа може да се види и преку бројки, и преку проекти, и преку набавки, и преку плати, и преку се. Така што ќе искористам можноста да апелирам и до синдикатот, и до наставниците, и до учителите, и до професорите, и до родителите. Децата да одат на училиште, наставниците, учителите и професорите да одржуваат наставата, а ние и понатаму ќе продолжиме да се грижиме да се зголемуваат тие плати, онака како што сме предвидели и во соработка и во комуникација со синдикатите. Од овие преговори со синдикатот ги исклучивте предприемачите, коморите, кои се третиот партнер во онаа влада, синдикат, предприемачи. Станува збор за 34 милиони евра овде бара. Ние имаме комуникација и со нив, редовна комуникација имаме. Како ги развиете парите? Не, па, тој им го објаснуваме и на нив. Значи, ние имаме веќе проектирано средства за зголемување на платите за 10% следната година и ќе проектираме за 2010 дополнително, затоа што тие сега го побараат тоа и ни излегуваме во пресет и за тоа барање. Практично, сите три барања што ги имаат, едното е вработување на оние што се на определено време, да бидат на неопределено. Тоа го прифативме. И од сега до февруари ќе се заврши таа работа и тука мислам дека немаме проблеми. Второто е да се зголеми хранарина и превоз од 2300 на 3200. Тоа го прифаќаме само од 1 јануари 2010 година. И третото е споведување на колективните договори. Кажавме дека со една временска дистанца од сега, значи некаде или од октомври-ноември 2009 година или од 1 јануари 2010 година, и тоа ќе го прифатиме. Прашањето е само малку за тајмингот и мислам дека не треба да се злоупотребуваат децата, да се доведат во таква ситуација за неколку месеци трпение кое што го бараме од страна на синдикатите, затоа што ако некаде во некој сектор навистина зголемивме пари, тоа се образованието, може би земјоделието, но образованието е едно од врвните сектори во кои што дадовме огромни средства во овие години и навистина ми е криво кога гледам дека токму таму каде што најмногу инвестираме, и тоа инвестираме од срце и од душа, затоа што веруваме дека така треба да направиме, токму таму да ни се случат вакви работи, навистина човек понекогаш ќе се збуни и ќе се праша што се случува. Јас уште еднаш ќе користам приликата да апелирам. Утре што повеќе професорите сите се вратат на своите места, учениците, родителите ги однесат на училиште, бидејќи и прават штета на децата, а вака не се решаваат проблемите. Тоа е тоа. Премиер, предлагам да погледнеме заедно следниот прилог на еден во кој третираме дека пропаѓа проектот на ХПВ вакцинација. Имате ли ваш коментар за тоа? Проектот не пропаѓа. Ние набавивме 3000 вакцини, почнавме кампања
во текот на кампањата, додека таа траеше, вакцините се потрошија, потрошувачката одеше многу побрзо од колку што очекувавме. Значи граѓаните сватија дека тоа е добро и брзо ги потрошија вакцините. Сега набавуваме нова количина, сите оние кои што побарале вакцина, а не ја добиле, запишани се, нивните телефони се запишани. Штом стигнат вакцините, секој што пројави желба да ја прими бесплатно вакцината, ќе биде повикан и ќе ја прими, тоа ќе биде во текот на наредната година. Значи нема пропаѓање, едноставно заинтересираноста е многу поголема отколку што ние верувавме дека ќе биде. Затоа се потрошија порано, како што реков, ги резервиравме, 10.000 луѓе бараа повеќе, за тие 10.000 ќе се набави и ќе се набави од следната година понатаму за сите девојчиња тоа да биде задолжителна вакцина во училиштето. Ви благодарам што беше гостин во. И беше задоволство. Ви благодарам и на вас. Тоа беше премиерот Никола